Ајде да го вклучиме Кирил Стојанов, кој што веќе најави дека ќе го најавува, односно ќе зборува за турнирот кој што ќе се случува во тенис, токму на игралиштата Југ, каде што и тој гледам облекол јак на Кире, значи дека не е само што врне, туку и студи. Така, не е баш униформата и опремата тениска, затоа што денешните временски услови се такви, но ние ќе најавиме еден убав настан кој што ќе се случува следната недела, кога временските услови ќе бидат многу подобри и за оние кои што ќе играат и за оние како нас кои што ќе навиваат. Macedоnia Open силен челендж турнир овде во Скопје, за тоа како тече организацијата, кој се ќе настапува, ќе игра, ќе зборуваме со директорот на турнирот и спортски директор на Македонската тениска федерација Горан Шевченко. Еве, денеска временските услови не се добри, меѓутоа ние најавуваме нешто што ќе се случува во наредните денови. За каков турнир станува збор и каква е силината на целиот овој турнир? При крај се подготовките за традиционалниот трета година поред ATP Challenger 75 со награден фонд од $100,000 американски долари, кој што е, како што реков, ATP во календарот на Challenger и на ATP ранглистава. Ова е второ ниво на Challenger по јачина и следното ниво е ATP 100, односно со награден фонд од месечини $150,000 американски долари, и после тоа се качуваат нели сите оние нивоа на турнири. Како што реков, подготовките се при крај, уште некои ситници треба да ставиме, терените се испрендирани, судиите ни доаѓаат вечер и утре. Играчите веќе некои од нив доаѓаат денеска и утре, и во недела стартуваме со квалификациите, каде што ќе настапат 24 тенисери, меѓу кои и тројца до четворица македонци со вајлд карта кои што треба да влезат, а во понеделник почнува главниот турнир, каде што исто така главниот турнир кој што ќе брои 6 кои што ќе влезат од квалификациите и останатите вкупно 32 надпреварувачи. Спомнавте, почнуваат квалификациите во недела, во понеделник оној официјалниот дел на турнирот. Кои играчи ќе бидат овде, за какви играчи станува збор, кој е нивниот рейтинг и што нешто ќе можеме ние како гледачи да го гледаме, бидејќи спомнавте дека станува збор за силен челендж турнир. Така, доста посилен од минатите години. Имаме играч кој што се наоѓа во топ 100 на ранглистата. Пред неколку дена играше трето коло настапи на мастерс турнирот 1000 во Рим. Загуби во третото коло, нели? Негде ќе се наоѓа околу 93-тото, 4-тото место на ранглистата после овој турнир. Се работи за Хуго Делиен од Боливија. И останатите тенисери се после 150-тото, 200-тото место. За жал, листата се уште не можеме да откриеме. Ќе биде тоа на пресот кој што ќе биде во понеделник, а јавноста ќе биде информирана. Затоа што денеска е рокот на одјава. Значи, кога ќе знаеме кој се одјавил, тогаш тоа се препораки на ATP, тогаш веќе можеме да ја објавуваме листата. Како што реков, многу подобар турнир од минатиот период, со подобар награден фонд, попримамлив за играчите, затоа што се разбира земаат повеќе средства, нели, од тој награден фонд кој што го имаме. Бодовите се исти како минатата година, 75 зема победникот и прогресивно, нели, се намалуваат после тоа. И очекуваме дека сите оние играчи или дел од тие играчи кои што беа пријавени ќе ни дојдат и дека од понеделник имаме еден убав настап во градскиот парк. Рековме, не е убаво времето, меѓутоа денеска не е убаво времето. Така. Само оптимисти сме, од утре веќе очекуваме дека ќе имаме навистина добро време. И сето тоа да пробаме да го склопиме во една убава приказна до крајот на неделата, до финалето кога е во сабота на 24 мај. Спомнавте дека во квалификациите ќе имаме тројца до четворица играчи кои што вие како федерација, како организатори на турнирот и ќе возможите вајлд карти, меѓутоа еве за интерес на јавноста, Калин Ивановски, дали тој ќе настапува? Калин ќе настапи, за наша среќа, нели? Наша среќа е сите играчи кои што ги имаме да настапат на овие турнири. Меѓутоа Калин знаеме дека имаше една сериозна повреда, се врати после таа повреда, веќе настапува на турнири, веќе имаше едно финале на Futures 15.000, односно Futures 15-ка. И тој ќе настапи во главниот турнир и се уште сме во некоја фаза на договарање на тие вајлд карти кои што ги имаме, да видиме уште кој играч ќе може да влезе во главниот турнир, дали ќе може да влезе и кои ќе влезат на крајот во квалификациите. Тоа ќе го знаеме најкасно до утре изутрина и ќе можеме во јавноста веќе таа информација да дојде. Така бе, бидејќи спомнавме од недела почнува квалификациите, понеделник на преварите, од колку до колку часот ќе можеме да ги повикаме сите оние луѓе кои што ќе сакаат да го гледаат ова, од кога до кога се предвидени мечевите, доколку временските услови тоа го дозволуваат. Тренизите на играчите почнуваат од 9 часот, значи нашата јавност, односно гледачите кои што би сакале да видат, може да дојдат
нели, на тие големи турнири кога гледаме доста од луѓето одат да го гледаат Џоковиќ, порано Федерер, сите оние нови играчи Алкарас кои што е сега, доаѓаат да го гледаат на тренизите, па после се упатуваат на нивните мечеви. Значи тренизите се околу 9 часот и околу 10:30 почнуваат во најголемиот дел од деновите почнуваат во 10:30, а четврток, петок и сабота во 11 часот. Тенисот во Македонија добива се поголема популарност од аспект на организација на турнири. Вие се потрудивте, освен овој силен челендж турнир, да имаме и Дейвис Куп овде во Македонија. Кога ќе се случува тој настан и кога е предвидено Македонија да настапува? Значи, идејата за организација на Дейвис Купот не е само ние да бидеме домаќини и да организираме, а да не се обидеме да направиме добар резултат. Сметаме дека оваа година имаме солидна екипа која што може да го направи тој резултат. Се работи за Дейвис Куп од третата европска група, каде што ни доаѓаат покрај нас уште 5 репрезентации, репрезентацијата на Латвија, Молдавија, Црна Гора, потоа Ерменија ни доаѓа исто така и Малта. Тие се 6 репрезентации кои што учествуваат, а трите најдобро рангирани, значи се игра по системот секој со секого, и најдобрите три кои што на крајот од целиот тие 5 дена играње ќе бидат, влегуваат во повисоката втора светска група, каде што веќе тамо не се игра повеќе репрезентации на едно место, него или се гостува или една екипа доаѓа кај нас. Значи тоа е системот. Тој настан почнува на 10 јуни, исто така овде во тенискиот клуб Југ, и очекуваме дека јавноста веќе е информирана, знае за овие работи, имаме ние реклама која што оди и очекуваме дека голема бројка од гледачи ќе дојдат да ги поддржат нашите тенисери. Така, јас се надевам дека голема бројка на гледачи ќе го поддржуваат и Калин и нашите играчи на турнирот, а потоа на Дейвис Купот. Од она што следе, ви организирате и тениски фестивали низ Македонија за популаризација на овој спорт. Како се задоволни од тоа, како тече и кои се плановите до крајот на реализација на ваквите фестивали? Во програмата на Тениската федерација на Македонија имаме планирано 10 такви фестивали за најмладите, и целна група се оние кои што никогаш немале шанса или не можеле да дојдат да имаат рекет во себе, да пробат да играат тенис, едноставно да им го доближиме тенисот во нивните градови, во нивните мала, да ги кажем, нели? Такви фестивали 4 направивме пролетва, значи првиот фестивал беше во март месец на школка во Скопје, потоа отпатувавме во Штип, последниот ден во Куманово и завршивме во значи празникот кога беше 1 мај, во саботата ми се чини дека беше 3 мај, во Охрид, каде што навистина огромна бројка на посетители на луѓе дојда, негде повеќе од 700 деца играат тенис, влегоа значи во тие терени кои што ние ги припремивме, мини тенис терени, и сигурно уште бројка од 300-400 кои што пројдоа, се заинтересираа, меѓутоа некако не сакаа. Само сакаа да погледнат, да видат што е тоа, да си земат некој поклонче и нормално да се обидат во некој нареден таков фестивал да дојдат да присуствуваат. Како што реков, во септември, октомври ќе организираме уште минимум 6, можеби и таа бројка ќе зголемиме да видиме каков ќе биде интересот во градовите. И се надеваме дека после, од која ќе заврши целата, да кажеме, цел тој промотивен период за децата, дека дел од тие деца ќе дојдат да тренираат во нашите клубови членки кои што се низ цела Македонија. Така е. Горан Шевченко, спортски директор на Федерацијата и директор на турнирот, ви посакувам најпрво успешна организација на овој турнир, потоа на Дейвис Куп и на сите на активности кои што ви се предвидени како Тениска федерација. Ви благодарам многу за поканата и за сето ова што го направивте, и нормално посакуваме првин да имаме добро време, да имаме здрави играчи и сето тоа да се заврши, се надеваме со некој успех на нашите тенисери. Така, за тоа и се надеваме сите. Како е со спомна мојот соговорник, од недела почнуваат квалификациите, од понеделник официјалниот дел на силен челендж турнир. Еве слушнавме дека ќе имаме прилика да гледаме топ 100 играч кој што настапуваше на еден од најсилните мастерс и мастерс 1000 во Рим, играше трето коло. Ќе има уште многу бројни квалитетни играчи и доста потенцијални од нив кои што имаат шанси за прогрес во нивната кариера. Ние како македонци ќе имаме можност да го гледаме Калин Ивановски и сите оние други кои што ќе настапуваат во квалификациите. Затоа уште еден повик до сите оние кои што се љубители на тенисот од недела да уживаат во квалитетен челендж турнир овде во Скопје. Сите љубители на спортот да повелат, се надеваме на добро време, Кире, како што кажа и ти, само да немаме врнежи од дожд.